крајот зборуваме за една градска, актуелна тема, во која ќе разговараме за безбедноста на велосипедистите и предизвиците со кои што секојдневно се соочуваат на скопските улици. За оваа тема во живо, токму од скопските улици, го вклучуваме колегата Кирил Стојанов и ќе зборуваме за тоа дека Скопје веќе со години се смета себе да стане град по мерка на велосипедистите, но дали навистина сме поблиску до таа цел, дознаваме во продолжение. Кирил, добро утро. Споменавме и во најавата во текот на денешниот ден за ова твое линковско вклучување дека по новите случаи на повредени велосипедисти и измените со кои и електричните тротинети стануваат дел од истата инфраструктура, се поставува прашањето колку е безбедно денес да се вози велосипед. Иван, добро утро, поздрав од скопските улици. Во моментов се наоѓаме некаде тука на територија на Кисела вода кај Стара рампа. Во последната недела дена ќе спомнам дека на територија на Македонија се повредени повеќе велосипедисти и во Скопско, меѓутоа и на територија на цела Македонија. Постојано слушаме за оние велополитики, развивање на велосипедската култура во Македонија и мотивирање се и повеќе луѓе да возат велосипед, меѓутоа во пракса некако условите не кореспондираат со тоа што се зборува, туку затоа имаме и повредени велосипедисти на секаде низ Македонија. Што всушност се случува, зошто ни се случуваат вакви повреди и во Скопје и во другите места во Македонија, колку сме далеку од велостандардите, што значи новото законско решение со кое тротинетите и велосипедистите се движат на иста патека. Ќе зборуваме со Дарко Арсовски Петровски од На точак и Go Green. Дарко, ти и велосипедот се некако нераздвоени 365 дена во годината, меѓутоа за жал многу твои колеги ајде по велосипедизам трпат повреди, штети. Имаме такви случаи претходната недела. Како го коментираш тоа, зошто не се случуваат вакви несреќи со велосипедите? Ова што првото сега статистички гледано, најчесто овој период нема толку многу судири со велосипедисти. Случуваат најчесто тие на пролет, есен, септември, октомври. Обично летниот период е малце посмирен и се вози побезбедно. Бидејќи како што гледаме, например, Скопје нема ни толку многу коли, нема толку нервоза, нема училишта и невообичаено сега да има толку многу судири. Ги гледавме каде се сообраќајките, ги гледавме кој ги предизвикува. Значи, статистиката што ние водиме кажува дека најчесто ги прават тие мажи, млади, а жртвите се најчесто постари лица и сега гледаме како да се намали тоа. Ако ние водиме статистиката и кажуваме дека и веко, што е товарно возило, ги повредува, онда можеби треба да се погледне како да ги регулираме нив, тие кои што ја предизвикуваат повредата. Тоа бе 200 обраќајки последна недела што случаја беа и веко предизвикани. Тоа се на големи моторни возила. Но исто така треба да видиме како да ги спречиме тие, дали можеби тоа е со промена на закон или можеби тоа со што го бараме цело време, а тоа е промена на инфраструктурата. Така е, оно што јас го видов по оние билтени од полициските, дека имаме повреда во градско подрачје, во приградско и во вонградско подрачје. Дали тоа зборува за фактот дека таа инфраструктура всушност е лоша насекаде, не само на одредени места, туку имаме проблем со инфраструктурата глобално, тоест територијално низ Македонија? Да, па например, тие сообраќајки што ги коментираме сега се Скопска Црна Гора, Кичевско и Охридско. Кој што знаеме, Скопска Црна Гора нема велосипедска инфраструктура, Кичевско не е за фалење, а Охрид има само Охрид, но не на делот што е помеѓу градовите, што е смешно, бидејќи нели Охрид сепак има доволно простор и има многу туристи кои што возат таму. Овој пат бил обичен жител, не турист. Чим гледаме дека таму инфраструктурата е непостоечка, а таму случуваат судирите, кај што жртви се велосипедистите, тоа што да направиме директно. Што предизвикало, како може да се спречи да се направи анализа кој што прават визија нула градовите. Тоа се гради кои што седнуваат и гледаат сите. Полиција, статистика, брза помош, сигурителни компании, градот, општините седнуваат заедно, гледаат дека на оваа точка тука се случила таква сообраќајка, од таму не видел возачот, од тука жртвата се движела, немало како да заклучи пошто немало патек, имало песок истурено, како да направиме нула велосообраќајот, ќе правиме реконструкција на таа делница. Градовите кои што е Скопје поново, визија нула, мора точка по точка секоја жртва да ја контролираат и да гледаат како во иднина не се повтори тоа, минувајќи инфраструктурата.
колку сме ажурни во тоа да водиме статистика токму за тие такви локации, да знаеме на која локација ни се случуваат, каде се најчестите тие така наречени црни точки популарни во сообраќајот, колку сме ажурни во водење статистика, дали воопшто полицијата, МВР имаме такви статистики кои што се ажурираат и се водат? За жал тука ние многу потврлено како Македонија. Овие три жртви што ние коментираме се благодарејќи на емоцијскиот билтен. Кај што има некои оскудни информации, што се кажуваат се работи на случајот кај откриеме повеќе информации во иднина, што и кога не се случува. Значи ние не знаеме вистински колку има жртви во сообраќајот, не знаеме вистински колку има повредени пешаци, колку има паднати дечиња поради висок крвни, колку има велосипедисти ударени од колку што имале мали повреди. Тоа ги знаеме само тие што посериозни и кај што самата жртва се решава да иде до полиција да пријави. Значи тоа е само процент, најсериозните. Така Македонија не води добра статистика и не само за тоа, што викате мапа со жешки точки. Обично градовите го имаат баш тоа. Црна точка и може да видиш точно таму. Колку и се случиле, кога и зошто. Скопје го нема тоа, имаше повеќе обиди, приватен сектор, активисти, но за жал за да се направи тоа треба да биде полицијата таа која што ги дава информациите, а за чудо полицијата билтенот го избриша, што беше пред неколку години, имаше историја преку 20 години и не ги споделува информациите со активистите кои што ги бараат тие податоци. Многу често се случува велосипедска патека да завршува во пешачка патека, да завршува на коловоз. Имаме случај уникатен кој што не завршува во бугарска амбасада, како меѓународен скандал доколку се упатиме натаму. Колку токму тоа знае да демотивира луѓе да го користат велосипедот и да биде дополнителна опасност, бидејќи додека се возиме по велосипедска, потоа мора да се прилагодиме на други правила кои што важат во сообраќајот. Па да, останали што имаме правилно, инфраструктурата кажува дека најголемата пречка. Не кажуваат дека не е културата, не кажуваат дека нема чешмички или сенки по пат, туку инфраструктурата. Моментално стоиме на раскрзница која што е реконструирана, која што беше планирана со години назад, која што беше фаворирана кој на најмодерните. На незе на дел завршила велосипедската патека. На дел ниту пак ја има. Делот што оди на кај аеродром, што е за аеродром кисела вода, значи две густо населени населби, ни центар нема квалитетна велосипедска патека, инфраструктура нема. Таму пеше како стигнете на друга страна ќе оди Сончаница. Значи едноставно и тука исто многу потврламе градовите кои што го планираат ова, кои што треба да се грижат за најранливите, и што треба да планираат сообраќајот за оној кој што се движи без загадување, кој што треба најмалку асфалт, кој што најмалку се го уништува патот, кој што не е товар од 20 тона, тука е велосипед од 100 кг преку сила. Треба на прво место да ги стават тие пешаци, велосипедисти и ранливите. А останатото нека остане за тие што се возат со автомобили, камиони и слично. Според оние законски регулативи кои што се носеа во изминатиот период, особено се зборуваше за електричните тротинети кои што се движат низ градот. Ние знаеме дека постои служба за изнајмување на тротинети, дека многу луѓе ги користат. Тротинетите сега се должни да возат по велосипедските патеки, да се возат заедно со вас. Колку таа мерка е исправна, колку е безбедна и колку на тој начин се олеснува или се регулира сообраќајот за тротинети и велосипеди. Јасно. Интересна работа кај нив е што кога се појави пред неколку години, беа буквално диструктивни. Го сменија целосно системот на движење. Подитно го сменија законот, веќе порано тротинета која напред сообраќајка беше смешно, тоа значи детско возило, нели? Така. А сега се појавија електрични кои што возат брзо, смеат максимум да возат 25 км на час, исто како и велосипедот, но може да бидат штелувани до 50 до 60 км, може и повеќе. И гледаме некои како мотори дека се возат на самиот коловоз. И смешно го сменија законот. За да му ги исклучат нив, веќе ако има сообраќајка, полицијата мора да води билтен како се случила таа сообраќајка, веќе ги имаше многу. Сега пред кратко време се пофалија дека го сменија повторно законот кај што не може малолетни лица да се возат на тротинети, извинувам. Сега чим имаме толку ажурни промени на законот, што имаме толку ажурни промени на инфраструктура. Бидејќи ако се сменува нешто кај што ќе забране, ќе биде директивно, да оние кои што движат на мирно средства, кои што не загадуваат повторно, тогаш дали може да се направи друго решение кај што тие млади сега што не се возат тротинети, може да изнемуваат велосипеди. Каде е тој систем? Дали може би да скачат автобуси? Каде се поќаат автобуси? Каде е системот кај што ќе им дозволи нив да се движат побезбедно, подобро? Едноставно не е добро тоа што ги ставија пусна велосипедските патеки, но секаде ни свет се случува тоа и едноставно прифаќаме подобро да бидат тротинети на велосипедски патеки ако се движат прописно, отколку да има повеќе жртви во сообраќајот. Така е, само за крај бидејќи спомнена работа која што јас не ја знаев дека овој период треба да биде помирен.
да немаме толку жртви, меѓутоа имаме доста повредени велосипедисти, што е она што еве како мерка која што овој период треба да се донесе, овој период да се помине, треба според вас да се направи за да се намали тој број на повредени во овој период, а меѓутоа и глобално да почнеме да ги следиме оние трендови кои што се во светот, а ние да правиме инфраструктура која што е достојна за и безбедна за велосипеди. За жал, за јулски августи период да се направи акутно решение не може. Едноставно треба си да бидеме како возачи да бидеме потрпеливи. Чешко е брзаме сите. Инфраструктура не се менува во еден ден. Тоа што може да се направи на малце подсреден и долг е Министерството за транспорт. Сработуваме со нив како Go Green за донесување на правилни за велосипедска инфраструктура. Тоа е при крај, би било одлично да се донесе сега пред Европската регионална мобилност, која што е во септември. Значи прво е тоа промена на законите, за да може да се прави инфраструктура квалитетна, да не може секој да направи каква сака. Ако се прави реконструкција, мора да не има велосипедска патека или безбедна инфраструктура за велосипедистите, пешаците, патенџиите и слично. Прво тоа, второ, градовите и самостојно, но и во сработка со другите општини и градови мора да се изведува квалитетна инфраструктура. Се фрлаат милиони, се става многу асфалт, нема доволно зеленило, нема доволно простор за пешаци, нема добро регулирани линии кај што ќе има контењери, бандери, билборди и слично, туку се е каше попара. Едноставно градовите мора да соработуваат повеќе за да прават поквалитетна и побезбедна велосипедска инфраструктура. Дарко Арсовски Петровски на Точак и Go Green ти благодарам секогаш за споделените информации и твојата ажурност во подобрување на велопатеките во Скопје во Македонија. Повторно благодарам за поканата и верувам дека ќе ме подобар град бидејќи има вака честа шанси да збориме ние. Така. Еве, слушнавме од човек кој што велосипедот го користи буквално од текот на целата година. Јас често знам да се смеам дека и кога врне и кога вее Дарко вози Точак. За жал во изминатата недела имавме повеќе повредени велосипедисти и во Скопско, меѓутоа и во другите делови на Македонија, да се надеваме дека еве овие препораки ќе се слушнат и дека ќе почнеме да ја подобруваме велокултурата, меѓутоа и велоинфраструктурата во Македонија за побезбедно возење и управување со велосипед низ Македонија. Кирил, ти благодариме, испративте одлична порака со твојот соговорник да бидеме сите повнимателни учесници во сообраќајот и да не се случуваат несреќи, а се разбира тука ќе ги алармираме не само велосипедистите, возачите на скутери, исто така и пешаците кои што навистина некогаш во сообраќајот и создаваат многу поголем проблем. Јас сум некогаш исто така пешак, меѓутоа она што не можам да го замислам и она што многу ме вознемирува е кога ќе видам како некој пешак ја минува улицата диагонално наместо на пешачкиот премин, кога минуваат улица наместо на пешачки на некои 3-4 метри од пешачкиот и така натаму. Не секогаш можеме да ги видиме, да ги воочиме и чинам дека доколку сите малку повеќе внимание обрнеме во сообраќајот, ќе бидеме и побезбедни.